на една навистина многу интересна тема, еве ние професорката. Со нас доцент доктор Викторија Трајков, универзитетски професор. Добро утро, официјално. Професор, ќе зборуваме на една, ќе кажем, интересна тема. Ајде да не биде дека две жени зборуваат на тема жена лидер во случајот, но навистина оправдано. Жената е символ на сите семејни вредности. Темел е на заедништвото. Прво како мајка, па како сопруга, потоа како пријател, како работник, но и како лидер. Живееме во едно модерно општество, но колку имаме жени лидерки во Македонија? Многу имаме. Посебно се радувам. Прво, добро утро на вас, на гледачите на Македонската радио телевизија. Се радувам што денес сум во вакво прекрасно друштво. Ние и кога почнавме да го правиме форумот и сето тоа кое што го направивме како случување на нашиот универзитет, прво правевме долго истражување што е уствари актуелна тема во држава и како да добиеме некоја навигација, како уствари ние прво како професори да бидеме актуелни према студентите, а после тоа нели према јавноста. И видовме дека самото општество македонско има потреба да се истакне работата на македонската жена. Сега, кога ќе гледаме малку историски, знаеме дека жената во ствари имала главна улога во самото општество, во самата историја, македонска историја, без разлика дека тоа биле мајки, баби, кои што цело време биле столб на едно семејство. Некако со развитокот на современото општество стануваат и добиваат клучна улога и стануваат жени лидери во други области, се осовременува, нели, самото општество, така што некако спонтано ни дојде, меѓутоа доста потребно. И видовме дека навистина во Македонија има жени кои што дента кога беше форумот беа на нашиот универзитет, меѓутоа имаше уште многу жени за кои што ќе ни треба 3 дена и 3 ноќи за да продолжиме да разговараме. Да раскажеме дека навистина постигнале со свој труд и работа, што е најважно, и се признаени во општеството на позиции, но исто време верувам дека сте ги слушнале жените од разни области, сте ги слушнале нивните мислења и предизвици во работата како да достигнат некоја повисока функција. Апсолутно. Жената има обично повеќе препреки. Жената има прво препрека затоа што е секојаш убава. И некако предрасудите кај нас и тој балкански менталитет се уште не може да се надмине, за жал. Имаат препреки многу, имаат препреки затоа што секогаш жената може да направи 20 работи во исто време, значи да биде мајка и да биде сопруга и да биде такси, ја тоа им викам дома, и да бидам такси да ве носам секаде, да бидам професор на универзитет, не знам, да бидам кариерен дипломат истовремено. И да направиш ручек. Да направиш ручек, така. Па некојаш и да испатриш, не некојаш туку секогаш. Секогаш, да. Така што жената има потешкоти апсолутно. Прво затоа што тој момент на скептицизам, жена сега ќе биде жена ли ќе кажува? Да, жена ли ќе кажува, тој момент жена ли ќе кажува, ние се уште си патиме од тој синдром и затоа рековме дека е потребно да отвориме една таква тема со што се соочуваат жените лидери во Македонија. Верувам дека од различни области имаат различни, ајде да кажам, проблеми во смисла на тоа да добијат повисоки функции, иако тоа не себично и не постојано го заслужуваат, затоа што жена е жена. И како викаат, ако сакаш да се заврши некоја работа, да е на жена. Па не попуста кажано, да. Тоа е тоа. И мислам дека ако малце прогледаме подалеку, ова место ќе биде поубаво за живење. Најупорниот и најуспешниот водач, според анализи, се докажува дека е жената, не само како професионалец, не само како лидер. Жените се поисполнителни. И затоа можеби и оттаму тоа ако сакаш да се заврши некоја работа, нека ја заврши жена. Да, некако жените знаат тој тајм менеджмент или времен менеджмент да го организираат малку по-добро за разлика од мажите. Само можеби ќе звучам малце како феминист, иако да речам во одредена доза сум. Меѓутоа сметам дека жените се тие кои што знаат како да си го организираат денот. За да стигне таа жена 20 работи да направи во денот, треба да е стварно мултитаскинг и нормално да биде некој кој што знае како да си го организира денот во смисла на во толку сато тоа ќе правам, па чека истовремено. Не знам, сигурно и тебе, Јована, ти се случува 3 работи во исто време да правиш. Да, секојдневно, да. Така што мислам дека тоа не е за џабе кажано, некако ние си го носиме тоа природно од самото раѓање, дека ние треба да бидеме тие се што ќе можеме, се што ќе знаеме и така и се однесуваме. Многу интересно тоа што, освен што се анализираше на темата,
верувам дека се дадоа и предлози. Како би можело перцепцијата во општеството да се смени? Да не се осудува жената која што врз основа на труд и работа ќе стигне на висока позиција. Да, за жал, гледајќи во политиката, кога ќе се појави нов лик на женски лик, постојано е осудена на секакви напади, разни пишувања по социјални медиуми и така натаму, што е навистина дегутантно, апсолутно, што е навистина дегутантно. За разлика од оној, да речам, светски момент каде што навистина многу жени има во светската политика и не се баш така омаловажувани или така, ајде да не се изразам, нарекувани како што се нарекувани кај нас по социјални мрежи. Кај нас кога зборуваме за Балканот, така, навредувани така натаму. Што значи дека предрасудите кај нас се уште постојат. Пораките се дека треба многу да се работи. Прво треба да си ја смениме матрицата како нација, како народ, да престанеме да се вреѓаме меѓу себе, да се цениме меѓу себе и да ја цениме работата на другиот. Тоа беше генерално како заклучок од самиот форум. Меѓутоа и она што особено треба да обрнеме внимание е дека треба да се работи на едукација, особено на женската популација, особено на женската популација, да им се даде можност на сите жени подеднакво да се едуцираат, што пак беше и една наша идеја година дена претходно како универзитет, со стипендирање на различни профили на деца, на жени кои што сакаат да бидат дел од нашиот универзитет, меѓутоа не можат да си го дозволат, нели тоа? Ние тргнавме во една акција на стипендирање на студенти, некако тоа не поттикна дека навистина жената мора да добие една да се го добие, така, барем едно признание. Знаете, она некојаш ви благодарам, значи многу. Да, благодарам, значи многу. Верувам дека оние кои што зборува, ќе се согласат сите дека не е лесно. Но, од друга страна, е многу голем предизвик за да достигне некој високо признание жената во општеството. И кога веќе ќе дојде на тоа признание? Што велат за понатаму? За начинот на работа, за начинот на функционирање, за едноставно самото општество налага можеби малку поголем товар, секогаш да треба малку повеќе да се труди жената, а за да биде во истата линија со мажот, па и на исти професии. Да, ме радува фактот што таму на тоа место, значи кога беше форумот нели за женско лидерство, видов толку прекрасни жени кои што пред се големи борци. Значи, оние се борци за секој ден да бидат што подобри, да направат што повеќе и да придонесат не само за себе, туку и за македонското општество. Во едно време кога сите не порекнуваат и сакаат нешто да земат од нас, убаво е да се види дека жената уствари ќе биде таа која што го води бајракот напред и ќе направи промени. Навистина имаме импозантен број на жени, на профили на жени кои што знаат како, кои што апсолутно се борат за себе, меѓутоа се борат и за истовремено за општеството. Сега кога станува збор за тоа како понатаму, односно не знам колку ќе можат, ќе дојдат до одредена граница, колку ќе можат сето тоа да ја надминат границата. Товарот да го носат, едноставно, Тука има една дистинкција во смисла на тоа дали може понатаму и уствари каков товар би носел. Мислам дека жените од сам старт се спремни да го носат товарот. Не знам, некако се гледа тоа во нивните очи или во еден обичен разговор кога правите со нив, ти викаат, па добро, ние може тоа. Знаете, нема жена која што ќе рече, нема шанси тоа да се случи. Не, него ти викаат, добро, ајде ќе пробаме во најмала рака и завршам се. Ќе рече веќе. Но како во Македонија да се избориме со тоа дека за лидерство треба многу и да се избориме со тоа дека треба да признаваме. Точно, мислам дека да го признаваме трудот. Во самите карактеристики што значи лидер, ние тука треба да смениме. Ние имаме искривена слика за лидери. Добро, не само за жените, туку и за мажите. Апсолутно, да се изземаме. Да, општо разговараме. Да, така е. Ние имаме многу искривена слика. Ние сметаме дека не знам само политиката може да те направи лидер или сметаме дека само врските татко, вујко, стрико може да те направат лидер и така натаму. Не. Лидер по дефиниција е човек кој што се бори за себе, кој што знае што сака, кој што вложува во себе и апсолутно едукацијата му е на прво место. И сметам дека ако повеќе работиме на едукација на самото општество, на луѓево, дека работите ќе се сменат. И ќе се согласиме сега дека жените пишуваат историја? Апсолутно.
Стојам цврсто на тоа и мислам дека не треба да се поместуваме ние како жени. Сега, ако сме достигнале до овој степен во општеството, до степен на дека имаме, можам слободно и ова и под наводници да го кажам, за разлика како било порано, дозвола да ја пишуваме историјата на повеќе области, тука може само да се надополниме што дополнително ни треба за ветрот во грб, за ова да продолжи понатаму во чекорите, а да не застанеме никаде. Да, кога ќе се вратам вака малку, ајде пак историски, ние вака професорите сакаме да се филозофираме. Кога се вратам малку историски, македонската жена уствари на вистина пишувала историја. Кога ќе тргнам од сестрата на Константин Миладинов, после тоа од неговата девојка сопруга и така натаму, значи има многу импозантни примери на жени кои што на вистина пишували и тогаш историја, меѓутоа и денес таа историја нас ние како да речеме една сенка. Убаво ние знаеме дека нас како жени се борел некој за нас, сакал за нас, меѓутоа ајде сега да видиме што може во 21 век за некоја наредна генерација пак нас да не чита, да види ние каква историја сме напишали. Мислам дека притисокот е огромен и дека во поглед на тоа колку би можело да се смени, мислам дека треба генерации и генерации да се работи на тоа, меѓутоа пак ќе се задржам на акцентот дека едукацијата е главен фактор. Сега кога сме кај едукацијата, многу ми се допадна тоа што зборевме дека сите жени треба да имаат простор за едукација, но ајде за една друга страна дека никогаш не е доцна, доколку негде се затаиле со образованието, дека никогаш не е доцна да се дообразуваат. Апсолутно. Без разлика, нели имам обврски, децата на грб, распоредот, работам, но да, не, мислам дека никогаш не е доцна да вложиш во себе. Тоа е вака една парола за која што треба сите да живееме. Без разлика на кое поле би било тоа, дали можеби тоа ќе биде на едукација, на тренинг, на обука или пак можеби на сами од себе во моментот на да бидеш подобар човек или на нели на собствената психологија да работиш на себе, тоа е убаво, да вложуваш во себе. Мислам дека тоа не е тешко, особено во денешно време каде што имаме навистина различни можности. Имаме онлайн, имаме со физичко присуство, не знам, имаме разни методи, обуки, семинари и така натаму, каде што навистина може апсолутно. И би сакала да ја заокружиме темата со тоа што секогаш сакаме да се огледаме во некој. Ние сме, Македонија е поле, општество во кое што има многу простор за напредок. Едноставно едно плодно поле, само треба да сакаш, да вложуваш и ако сакаме да земаме од позитивните практики, како функционираат не само во регионот, туку во светот, во светски рамки, како функционираат жените лидери? Со оглед на тоа дека повторно зборуваме за општество кое што е многу поразлично од нашето, условите се поинакви, но чисто како споредба? Да, читајќи вака литература различна, бидејќи еве сега пред да почнеме правевме мовет, тој политички маркетинг не ми е малку добро познат. Добро познат и некако највеќе се фокусирам на тоа. Без разлика дали гледајќи во светот, значи без разлика дали еве да речеме еден Обама кој што бил председател нели на Соединетите американски држави, имаме и жени на високи позиции. Апсолутно имаме жени, меѓутоа муабетот кои што го диктираат светската политика. Да, ја диктираат светската политика, но муабетот ми беше без разлика дека еве он бил првиот да речам носителот на тоа, па Мишел Обама е една од најголемите лидерки која што може да се нарече лидер во тој современ свет. Зошто? Затоа што она тргнува од трајните вредности од семејството, тоа како треба да изгледа едно не знам семејство каде што мајката ќе има главна улога, децата ќе бидат тука, ќе се собереме на фамилијарен ручек и така натаму, и кога ние ќе продолжиме ние тие традиционални вредности да ги негуваме, особено во едно општество каде што како што е Македонија, каде што секогаш било семејството 10 места празно, па се останато, тогаш мислам дека ќе се рестартираме малку, ќе се вратиме назад. Професор, ќе ви благодарам. Благодарам на разговорот, навистина ми беше задоволство. Ви благодарам што утрото го започнавте со нас. Благодарам многу на поканата, имаме многу што да зборуваме, се гледаме пак. И во друга прилика, се разбира и на други теми.